Добро вечер, влегуваме во последната дебата. Ова е отворено студио 1 ТВ. Јас сум Сашо Ордановски. Како што знаете, утре со вас ќе биде колегата Александар Чомовски, задолжен за вторниците во 1 ТВ. Последната дебата ќе посветиме на една тема која што ретко кога ја гледам, барем јас не сум имал прилика во последно време да фатам на некој од другите телевизии, па и на нашата телевизија, па дури и во другите медиуми, а тоа е ситуацијата со состојбите во Албанија. Албанија е наша соседна земја. Албанија е земја со која што ние поврзана евроатлантската, односно се извинувам, европската интегративна еднина, бидејќи тие се сепак членки на НАТО неколку години пред ние, овој процес што сега го врвиме, и она што ќе се случува во Албанија ќе биде веројатно фактор во наредните неколку месеци, ќе биде фактор што ќе се врти околу проценката на Брисел, дали е Албанија подготвена, а во некаков пакет веројатно и ние, да започнеме да добиеме датум за преговори и кога би било тоа, дали тоа ќе се одложи и така натаму. Со мене вечерва во студиото се моите двајца колеги, колегата Махи Несими, бивши дипломат, бивши новинар, исто така, иако викаат дека нема бивши ни во дипломатија, ни во новинарство, за новинарство знам сигурно. Добро вечер, Махи. Добро вечер. И колегата Дејан Андоновиќ, кој што е нашиот надворешно политички коментатор и кој што често го користиме кога треба да се осврнеме на некои ситуации кои што тангираат нашата околина, па и она подалечна и она подалечна околина. Добро вечер. Добро, колеги, Махи, секоја вечер, секој ден имаме прилика да гледаме дека во Тирана, особено, а и во цела Албанија, ситуацијата врие веќе со месеци. Каква е тоа почетна вака една оценка, една анализа за тоа што се случува во Албанија и каде водат тие процеси во некаква догледна иднина? Видите, без оглед што во последно време, последните месеци, во Албанија политичката сцена, така да кажем, доста е жешка. Навистина многу е тешко да се дава една реална слика на тоа што се случува сега во Албанија, со оглед дека сето ова има подалекосежни корени. Да, подолг историјат има. Подолг историјат. Се сеќавате протести имаше и пред 3 години, 2 години. Исто Демократската партија која беше тогаш, а и сега е во опозиција. Предходно, 2011 година, имаше тогашната опозиција, Социјалистичката партија протести и тие нон-стоп протестира и така натамо. И предходно, во текот на времето кога Социјалистичката партија беше на власт до 2005-та. Со Фатос Нано, Сали Бериша од другата страна. Сали Бериша, односно Демократската партија, нон-стоп исто така имаше протести. Односно, почнувајќи тамо од 96-та година, скоро секоја опозиција во Албанија држи протести против власта. 96-та годината која се случи големата криза во таа претходните години, така, кога Албанија беше на работот, би се рекло... Не, тоа беше 97-ма, али протестите почна со изборите, со парламентарните избори 96-та година, тогаш беа големите протести и така натаму. Сега, за да се даде една реална слика што се случува, човек треба да тргне тамо од негде 94-та година, па навака. Бидејќи во 94-та година беше гласањето за референдум во Албанија, кога пропадна референдум за уставот и кога Демократската партија, иако беше на власт и го промовираше, го водише тој референдум, пропадна референдумот за уставните измени. Сакам да кажам една голем е историјатот, патот на протестите во Албанија, односно политичките протести. Тие станаа дел од политичка традиција во Албанија, практично. Да, и фактички и сегашните протести и поранешните се производ на политиката.
односно производ на плурализмот, бидејќи и двете партии ги создали тие групи, милитантните групи. Тие милитантните групи во почеток на политичките партии во Албанија им служеле за добивање на гласови, за поддршка, односно лека полека тие правиле шум во текот на изборите, секој за својот кампо, за својата партија. Тогаш одредена партија ги поддржал незините милитанти. Полека самата власт, тие ги поддржувајќи ги, тие станале моќни. Потоа истите со помош на власта почнале да се бават со криминал. Кога таа партија која ги поддржувала одредени групи своји, го изгубила власта, дошла но другата партија која исто така имал своји милитанти. И сега незините почнале да се зајакнат. Потоа овие другите кои останале без власт, криминални групи и така натамо, а кои биле поддржани од власта, сега кога останале надвор од власта, дека полека и тие се приклониле кон власта. Така да и меѓу криминалните групи кои се создадени од политиката, почнал да преминат после од една на друга. Се примопредаваат како ќе се смени власт. Така да сега и порано и сега тамо во протестите, поред тоа што луѓето кои протестираат поради власта и така натамо, поради лошото владење и така натамо, со нивни образложенија, тамо имате и милитанти кои сакат да профитираат од поддршката што му го дават на опозицијата. И од самата нестабилност. Да, али фактички затоа што одредени со опозицијата биле во опозиција и биле јаки, сега се слаби. Нормално, повеќето тие сакат да дојдат, условно речено, на власт, него опозицијата. Така да, тешко е да се направи некоја реална слика што се случува и зашто се борат граѓаните. Да оставиме настрана тоа што се вели канабисот и така натамо, но причините се доста сложени и тешко е да се дефинира што фактички се случува и зашто се случува. Тјане, ова е веројатно некаков пресек на прилично реален на тоа што се случува. И пресекот е реален, но едно од, според мене, причините е веројатно е дека и албанското општество исто така подвоено, односно на два дела, кои двете политички гарнитури, според моје гледање, овака од страна и според опозицијата и власта секогаш се некако блиску. Ние сме сведоци дека на Балканот, барем во овој регион, или Западен Балкан поново, секаде политичките структури се тука некаде блиску со поддршката. Оттаму и тоа црпењето. Сакам само на Несими да му додадам дека не случајно како кој е у опозиција и обвинува власта за криминал и корупција. Така да, ми се чини дека општеството е поделено, оттаму е и силата на која и да е опозиција утре да излезе на улици и да направи огромни протести. Се чини дека е прилично рамномерно поделено, но ние сите живееме во поделени општества и на Балканот, веројатно веќе не само на Балканот. Затоа велам, тука некако се сите овие земји што се тука, која земји, и Црна Гора, и Србија, и Босна, па и Хрватска, ајде да не одиме понатаму, сите опозицијата и власта се некако тука. Добро, сакам да ви прашам и двајцата, Махи, секогаш криминалот бил дел елемент од владењето на Балканот. Секоја власт имала своји криминални структури, меѓутоа се чини дека во Албанија, може би заради оваа милитантна линија за која говориме, бидејќи во Албанија навистина некако долг низ години улицата стана традиција за водење на политички битки, некако ми се чинат тие криминални структури како помоќни и потешко контролибилни од страна на политиката, бидејќи и во Македонија, и во Србија, и во Босна, и во Хрватска, сегдека Бугарија, да не зборуваме и така натаму, но имам впечаток дека во Албанија тоа малку потешко се контролира, или можеби не. Видите, мислим дека потезот што го почна Албанија со тој Витинг
ветингот во правосудството. Да објасниме за гледачите, Албанија влезе во реформа на правосудството и воведе за прв пат на Балканот еден процес кој се вика ветинг со благодарение на европските и американската помош, во кој што практично целокупниот судски состав на Албанија, од уставниот суд па надолу, поминаа низ процес во кој мораше да докажат потеклото на имотот. Албанија и сега нема уставен суд, бидејќи останаа без повеќето членови на уставниот суд и така натаму. Видите, проблемот во овој случај е кај правосудството. Не толку кај политичките партии, колку кај правосудството. Во тоа влегуваат и обвинителите, само да објавиме. Да, нормално, влегуваат сите. Да. Сите вработени во позиции од Уставниот суд до најобичниот судија. Нормално и обвинители и така натаму. И сега во Албанија се приметува дека разни луѓе кои треба да одговарат или одговарале пред правосудните органи или се ослободени, или опште правосудството, односно јавното обвинителство, нити ги гони, нити ништо. И сега тука, тешко е да се рече дека влијае политиката, реално речено, бидејќи јавното обвинителство не ги гони, односно, ако ги гони јавното обвинителство, судството ги ослободува или ги казнува помалку. Веќе имамо неколку примери каде се гледа дека одредена личност осуден 2 пати, 3 пати на неколку години затвор, не лежел опште и така натамо, не можат да го најдат, тој живее во Албанија или е надвор, доаѓа внатре. После кога ќе се случува некој многу поголем скандал, тогаш ќе се види дека чекај, па овој човек 2 пати, 3 пати веќе требаше да лежи затвор одамна, да. И така натаму и сега фактички излегува дека проблемот е кај правосудните органи. Ете и сега што се случи пред 4-5 дена, колку беше грабежот во аеродром, се виде дека лицето е повеќе пати осудено и живеел тука, близко аеродромот, и никој, иако го барале, никој не можел да го фати. Добро, додуше таа приказна излезе многу интересна. Човекот направил десетина пластични операции, живеел на Косово, живеел во Грција, лежал затвор во Грција, па побегнал спектакуларно, па таму за Карлос, на некој начин. Навистина една филмска личност, но со целата оваа приказна која стварно личи холивудски, ама баш така се случува. Ден, Албанија е малку интересна и заради, ми се чини и заради поинаква е малку од овој другиот дел од Балканот, кој ние го знаеме, можеби од бивша Југославија повеќе и така. Бидејќи во Албанија малку поинаков е распоредот на надворешните влијанија. Прво имаме една Италија која што е диспропорционално повлијателна отколку на другите делови на Балканот. Која има историја со Албанија, поради тоа и тоа. Која американците се исто така многу присутни, таму и Грција на известен начин влијателна и заради долниот дел Јужна Албанија и така. Што прават странците со плюс на тоа сега Брисел, Европска унија и така натаму? Кој е односот на странците во овие изминати, да кажем, години околу овие? Албанија има доста голема поддршка, ова самиот што кажа господин Несими, и со ова со судот. Значи Албанија оди кон Европската унија, она ќе мора првин у старт да ги надмине овие работи, мислам дека. Се извинувам, само да додадам, Албанија направи еден веројатно најспектакуларен развој на Балканот во споредба со сите други, бидејќи добро и стартната основа им беше далеку пониска, меѓутоа тоа што ние кои што патуваме во Албанија 20-30 години назад, Албанија навистина експлодираше. Од месец во месец се менува. Апсолутно се гледа работите како се менуваат буквално, а од друга страна повторно остана оваа нестабилност политичка, една повторна исклучителна конфронтација. Јас сакам да го одговорам твоето прашање со еден друг податок, каде што се вели дека овие протести кои се случуваат од февруари наваму, значи 8 вкупно протести, од кои 6 пред парламентот и 2 пред владата во Тирана, а според податоците дека огромна дупка на туризмот во Албанија му прави, бидејќи најголемиот број се туристи од Британија, од Холандија, од Франција, па со овие протести опозицијата е обвината дека директно го руши туризмот,
кој па стана двигателна сила на албанската економија. Што се однесува до интересите, ми се чини дека американците имаат огромна поддршка на Албанија, но и Европската унија, и мислам дека сите овие процеси Албанија што денеска ги прави со нивна поддршка. Интересен ми беше уште еден податок каде што овие протести зошто се случуваат, како се случуваат, обвинувањата кон опозицијата дека го руши патот на Албанија кон Европската унија, од нигде никаде се појави тамошниот руски амбасадор. Значи, од нигде никаде, што мене ми падне интересно, како во другиве држави, ама таму никој не ги прозва русите, каде што излезе и рече, смешни се обвинувањата дека Русија стои за опозицијата, да, каде што у еден момент, ја не знам колку господин не си ми гледавте, буквално еден ден немаше ништо по весниците таму, беа шокирани, чекај кој ги прозвал русите, што само укажува кои се влијанијата во Албанија. Во секој случај мислам, само за крај на овој дел, дека Албанија и покрај овие работи и оваа историја од 96-та, 1997, каде што беа одземани оние оружја од касарните, каде што се направи буквална можеби хаотичност. Текстот на BBC од пред 3 месеци дека Албанија наликува на некои латиноамерикански држави во заграда Колумбија со дрогата. Ја прати сега таа стигма. Да, ја прати стигмата, но како сашо да е при крај. Стигмата ја има, знаеме со кои си имаме работа, општеството се менува, сака да оди во Европска унија, еве го судот, полека, човекот што го апсија на аеродром, полека ми се чини дека Албанија може да направи повторно брз напредок за разлика од овие наши. Колку е заправо несими и една персонален судир во тек? Бидејќи вие де факто имате две моментно, бидејќи Албанија секогаш патела на времето, тоа беше Фатос Нано, беше Бериша, еден епски судир кој што траеше 10 на 15 години. Сега го имате Љузин Баша кој исто така има 20 годишна кариера за себе, бивши министар и пратеник, градоначалник на Тирана, како и Еди Рама и така натаму. И еден Еди Рама кој што е една, како да кажем, еден, што би рекле Хрватите, осебујна една личност, бидејќи Махи беше амбасадор во Загреб, па колку е заправо тој судир и на некакво лично лидерско ниво? На некакви суети, харизми, ако сакате, на некакви политички визии и концепти? Јас не би рекол дека е од лични суети, лични препирки, него едноставно борба за власт. Бидејќи Бериша во конфликт беше со Нано. Сега не е со Нано, со оглед дека Нано не е. Колку е Бериша активен всушност се уште за сцената? Па прилично доста. Е активен. Така да после Бериша стана противник со Нано. Пардон, со Рама, бидејќи Рама стана лидер на опозицијата. Така е. Меѓутоа во сето ова има уште еден додаток кој не е во Македонија, бидејќи македонското општество, односно гласачкото тело во Македонија, мислим македонското, класично е поделено на две партии, со оглед дека другите, малите партии, апсолутно тука немат пристап, условно речено. А во Албанија до 2005 година, односно 2004-2003, кога Илир Мета се отцепи од социјалистичката партија. А 2005 дојде Рама за председател на социјалистичката партија. Да. Од тогаш фактички Илир Мета стана третиот играч, односно тој што тасот ќе го превагне на која страна ќе оди. Балансот, да. Така да, видите, сега Мета 4 години беше во опозиција, откако се формира како партија и излезеше на избори 2005, 4 години беше во опозиција со социјалистичката партија и тогаш беше најгласен против Бериша. Во вториот мандат на Бериша Илир Мета фактички го доведе на власт Бериша, бидејќи со тие негови пратеници, не се сеќавам толку колку беа, али мал број беше, али доволен за да формира влада и фактички он владееше со Бериша 4 години. Во времето на владењето на Мета со Бериша,
опозицијата, социјалистичката партија беше грубо нападната од власта. Се сеќавате 2011 имаше 4 во протестите, убиени, да. 4 убиени лица. Мета беше во власт со Бериша во тие протести. Потоа Мета но другиот изборен циклус, прв пат кога дојде Рама на чело на владата, Мета соработуваше со него. Тоа е 2013, 14, до 17. До 17. И сега повторно, на жалост, во Албанија, за разлика од тука во Македонија, политичките фигури, главните, се мешат во многу работи. Например, не постои поделба јасна помеѓу тоа што е председател на држава, што е ова, што е ова. Помалку отколку тука. Да, а тоа го покажа лично Мета, бидејќи пред 2 години, кога беа изборите, овие последни, Мета веќе беше избран за председател на Албанија. И он поднесе оставка во партијата, избра еден друг, Петрит Васили го избра, но Мета се впушти во кампања за својата партија. Значи, Мета веќе беше председател. Која е денеска позицијата политичка на Мета? По повод ова? И Мета фактички водеше кампањата. Иако председател. Иако председател на државата. После остана во опозиција. Да не добиваше социјалистичката партија мнозинство, Мета би бил во власт. И тогаш сето ова би имал друг контекст. Овие протести би биле со друг карактер. Која е денеска неговата позиција? Лично мене ми изгледа чудна. Не од негова страна, како го врши функцијата, не, но од еден друг агол. Исто така што е чуден и за балкански прилики. Мета е председател на државата. Неговата сопруга е водител на протестите. Неговата сопруга вака вокабулар има најгруп и тврд преко кон Рама. А Мета е председател на држава. Потоа, неговата господја секој ден е во медиумите против власта. Некој вели Мета треба да ги викне политичките партии во разговори овие 3 големи. И значи сега треба да ја вика неговата сопруга и Рама и Баша нормално, што она цел ден го критикува Рама, а е негова сопруга. Има и една друга, што многу, лично за мене, многу чудна работа. Господјата Мета Криемави вели, и точно е, дека нивните деца се надвор, бидејќи не се сигурни. Не се осеќат сигурни, безбедно во Албанија. Сега, тоа е голем проблем. Така е. Пардон. Татко е татко на нацијата. А значи, дали е председателот на државата безбеден или не? Да. Ако неговите деца не се безбедни, не е фамилијата, значи, безбедна, на председателот на државата. Албанија е многу интересна земја, од секојаш била за овие балкански, да кажем, собитија, бидејќи кај албанците прво нема меѓуетнички судир. Нешто што ние се истрочи пред 30 години сме некакви елаборации, борби и така. Нема меѓурелигиски судир. Не затоа што е Албанија компактна религиски, туку затоа што религијата практично не е присутна во политичкиот живот. Значи, навистина се сведува на една жестока политичка борба во која што има многу повеќе криминал отколку други елементи за кои што може да се расправа. Истовремено, јас релативно, веќе не толку добро ја познавам Албанија, има исклучително жива медиумска сцена.
Албанија има многу развиена медиумска сцена, во која што има врвови кои што веројатно се повисоки од македонските врвови во смисла на продукции, телевизија и така натаму. Меѓутоа, жестока е дебатата и жестока е оваа фейк њуз, лажни вести, една борба која перманентно се води. Последен пример беше примерот со тоа дека Еди Рама е на лекување во Берлин. Да, излезе, тоа го коментиравме. Беше наместено така да жестоки протести во Тирана, опозицијата пред портите на парламентот, Еди Рама во Берлин. Премиерот пребегал од здравствени причини. Ама нешто пребегал, добил инфаркт па пребегал. Што само укажува дека после подоцна нели се обидавме и пријатска зборевме околу на таа тема дека тоа е сепак фейк њуз и дека Еди Рама се наоѓа во Тирана и дека перцепцијата они не велат дали у Тирана или не, него нема информација каде, а он е во Тирана, што само укажува дека како оној дел со руската амбасада, ова е вториот дел каде што фейк њусот го обседна целиот свет па и Балканот, а особено повторно ќе кажам, во општества каде што се пата политичките движења и луѓето поделени, зборувам идеолошки и партиски, и каде што малку фале некоја фино убава направена реченица вест лажна за да ги подигне луѓето и да ги подигне страстите. Што се однесува до Илир Мета, ја сакав да додадам пред малку, не го знаев податокот за неговата сопруга, но можев да бидам сигурен дека е симпатизер на Демократската партија на Луизин Баша, бидејќи тој секогаш така од позиција на која има во даден момент ќе каже еве луѓето, бидејќи имавме информација која исто така фейк њуз можеби дека за вчерашните протести имало околу 100.000 демонстранти предводени од Демократската партија на Баша, кои дошле пред портите на собранието и имало апсени. Не сум сигурен дали тие цифри се но таа информација околу фейк њусот збори. Иако де факто во февруари се обидува насилно да влезат и денови имаше и се палеше, имаше уапсен, имаше повредени, да. Јас би сакал да нагласим и една друга работа кој за разлика од тука кај нас или во некоја друга земја, доста е покомплексна работа во Албанија, бидејќи видите, во Албанија ингеренциите на председателот се многу поголеми од тука кај нас. Например, господинот Мета и Рама беа во конфликт бидејќи господинот Мета одбиваше да потпише некои укази за разрешување на министри, односно укази за именување на министри. Значи, тамо без подписот на председателот на државата не станува министер. Чак и кога се разрешува, председателот треба да го потпише тој указ. Така да имаше на 2 пати или 3 месечини конфликт помеѓу нив. Добро. Каква е перспективата, Махи, на тој конфликт? Што можеме да очекуваме сега? Да кажам уште нешто. Нив ги чекаат избори. За вчера, например, Министерството за образование донела одлука да се разреши, да се суспендира ректорот на Тиранскиот универзитет. И сега, тоа суспендирање... Тоа го именува Министерството за образование кај нив? Како не знам точно, од некакви причини? Али веројатно имат законска ингеренција. Но сега, пазите, тоа треба да го декретира председателот на државата. Кој нема намера. Не знам дали, али сакам да кажем, видите до каде се ингеренциите, значи и во ректорот, дали ќе се разреши или не, оди кај председателот. Што се однесува до иднината, видите последните случувања завчера, денес веќе има интерпелација кон министерот за внатрешни работи од групата нови пратеници од Демократската партија и социјалистичка партијата на господинот Мета, односно на господја Криемави. Тие, значи, новите пратеници... Бидејќи овие го напуштија парламентот. Да, сега новите, денес, веќе барале интерпелација. Истовремено, денес, Демократската партија го оптужила, односно, поднел пријава во правосудните органи против министерот за внатрешни работи, зашто дал наредба да се употреби солзавец. Но, што се однесува до крајот денес,
денес господинот Баша бил во Копар, ми се чини, во институтот ИФИМЕС, Во Љубљана. во Љубљана, ама ми се чини се одржал во Копар, не е важно, Добро. во Словенија, и барал еден модел, македонски модел за разрешување на кризата. Пржински преговори. Не пржински, да, али како извештајот на Прибе во Македонија, исто да се применува и во Албанија. Значи дека Демократската партија знае дека не може да го тргне господинот Рама со протести и така натаму, него во некој Па тие се членки и на ИПП, исто така на европските конзервативци. Од што пак зависи, да. Исто така членки на... Сега ќе има европски избори, ако десните партии европски освојат мнозинство као што се. За пофалба е, без оглед тие во Албанија како мислат, односно овие Демократската партија, ја им се дивим на полицијата колку беше стрплива и бидејќи се фрла и молотови коктели се употребата на солзавецот нормално во одреден момент, али полицијата апсолутно не действуваше против демонстрантите, за разлика од 2011 кога имаше 4 мртви, а министер за внатрешни работи беше господинот Баша. Баша, така е. Добро, Албанија чека годинова избори, чека. Во јуни. Во јуни ли се изборите? Локални. Локални, кои што треба да покажат како е односот на силите. Дејане, има ли шанса за некакво одржување тие избори кои што ќе бидат во некакви нормални околности? Според изјавите на демократите, на Баша, нема да има избори со Еди Рама у јуни, доколку тој не се повлече, и нема воредни парламентарни избори. Меѓутоа, она моја И нема воредни парламентарни. Тие бараат прво да се воспостави. Тој е пржинскиот модел, да се воспостави некаков механизам кој ќе гарантира фер избори. Да, но они ќе очекуваат, јас повторно ќе кажам, шпекулативно ќе очекуваат да видат, особено демократите на Баша, како ќе поминат европските избори. Доколку таму европските народни партии освојат мнозинство како што велат проценките и анкетите, тогаш веројатно поинакви потези ќе влечат у наредниот период, ако се земе во предвид дека Баша пред месец или два беше горе на состанок. Па веројатно добил и некакви насоки и некакви укази што да прави понатаму. Махи, да завршиме со тоа колку таја ситуација во Албанија самата на извесен начин ја фрустрира и ситуацијата околу Косово, па дури оваа македонска-албанска заедничка, еден настап заеднички пред Брисел во очекување на некакви расплети интегративни. Кај нас, јас знам дека нашите политичари се прилично загрижени заради тој пакет со Албанија, не затоа што имаат што било против Албанија, но се плашат дека таа нестабилност во Албанија на крајот може се одрази и врз ово спарување некакво во натамошниот кандидатски статус во Брисел. Прво сакав да кажам дека по мене Демократската партија, односно опозицијата во Албанија, нема концепт преко кој ќе дојде на власт. Едноставно, јас не гледам дека тие имат стратегија за да доаѓат на власт. Стратегијата дека на власт ќе дојдеме со протести и така натамо не пали. Да се навратиме одма во... Ми се чини дека сите три земји, тука и Албанија, и Косово, и Македонија, се специфични во своите проблеми. Албанија ги има тие проблеми кои ги има со тоа правосудството и така натамо, и со борбата против корупцијата и криминалот, таму е најосновно тоа. Косово ги има своите проблеми во разговорите со Србија, што едното со другото апсолутно немаат врска. Ние ги имаме нашите проблеми и ние, ете, и кај нас веќе се одуговлечува ова реформите во правосудството и мислим дека се и Европа се ќе го гледа одделно.
Сепак на крајот ќе реши да поединечно ги поединечно. Добро, за Косово е друг проблем. Нема врска со европски интеграции, а Албанија и Македонија значи ги имат своите посебни проблеми и ние треба правосудството да го дотераме во ред. Нормално Албанија многу е сега поризично бидејќи ги имат локалните избори, но според тоа, бар јас колку што ги следим работите, сите меѓународни представници им рекле дека мора да учествувате на избори. Али опозицијата, ви велам, веќе 3 години опозицијата нема концепт, нема стратегија како да ја победи социјалистичката партија. Сега ова нормално треба голема елаборација, зашто ми... Може би затоа и сакаат да влезат на сила во парламентот, барем во овие протести. Добро, тоа очигледно чекор кон некаква криза која после со преговори би се разрешува. Господа, ни истече времето. Ви благодарам, Махина Сими, Дејан Андониć, благодарам многу за оваа интересна дебата, а вам, почитувани гледачи, ви се одјавуваме во овој дебатен дел со отвореното студио и ви препорачувам да останете на фреквенциите на нашата телевизија, бидејќи следуваат завршните вести. Јас сум Сашо Ордановски, утре со вас е колегата Александар Чомовски.